Слабењето на државата со цел промена на името е главната цел на операцијата за промена на власта, чиј главен инструмент е Зоран Заев. Се работи за проширена операција, чиј сценарио започна со стекнување на Заев со илегално снимените креирани материјали, за подоцна да продолжи со обиди за изборен и постизборен инженеринг и со игнорирање на волјата на мнозинството македонци, за на крај креирање на платформата на Еди Рама, чија цел е редефинирање на државата со клучно Соросово влијание, за да се дојде до крајната цел промена на името на државата. Во интервју за Сител, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски јавно кажа дека името е целта и тоа сценарио се одвива низ 4 фази. Таа операција се води во 4 фази. Првата фаза е создавање на криза и дестабилизација на државата. Второ, компрометација на институциите и компрометација на власта. Трето, промена на власта и носење на нова. И четврто, реализација на зацртаните цели. И само народот е тој кој што може тоа да го спречи. Од друга страна, ставот на Зоран Заев за името е дека на СДСМ не му прилегаат патриотски политики. Од нас народот не очекува да изиграваме патриоти. Ние сме државотворната партија. Ние сме партијата која што беше пример за мултиетничкиот соживот. Ние сме партијата која што ја стави на стабилни нозе ова наша земја. Така да, обидувајќи се да ќариме поени кај граѓаните, играјќи на патриотски варијанти. Во меѓувреме, игнорирајќи го револтот на народот, кој секојдневно е на улица, Заев прави калкулации дека со помош на Бејли ќе се изгласа тиранската влада, а сето тоа помогнато од медиумите на Сорос, кои шират лаги плашејќи го народот со лажни етнички тензии. Освен провокациите за етнички тензии, дел од тактиката било Дуј во наредниот период да му помогне на СДСМ со помека реторика околу договорената платформа и со обвинување дека ВМРО ДПМН ја прифатила, иако е јасно дека такво нешто не постои, бидејќи доколку постоеше, сега ќе имаше договор за влада помеѓу ВМРО ДПМН и Дуј. Во меѓувреме се погласни се информациите дека е големо незадоволството во Дуј по одлуката за коалицирање со СДСМ. Се говори дека најголемите поддржувачи на опцијата Дуј да оди со СДСМ во влада, Беки Расани и Иџет Меджити, се уценети со евентуално објавување со нелегалните снимки. Меджити наводно се обврзал дека нема да се кандидира за градоначалничко место на локалните избори во Чаир, а за возврат би добил подпредседателско место во новата влада. На негово место во трката за градоначалник на Чаир би бил поставен албанец, но од редовите на СДСМ. Целата оваа политика предизвика негодување кај дел од раководството на Дуј, кое предупредувало дека партијата треба да се одлучи дали ќе ја следи политиката на актуелниот американски претседател Трамп или пак онаа на Сорос.